8 часот и 54 минути вистинско време за нашата последна утринска гостинка. Честитки за изборот на гости уште еднаш сопче за ова утро и за првото, особено за второто гостување. Габриела Ѓорѓев, наставник, сертифициран тренер за емоционална интелигенција. Одлична тема, добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам на поканата. Така, да ве послужиме нешто од нашето скромно студио. Ви благодарам, водичка доволно е. Се е доволно? Да. Добро. Так, одлично. Имате супер тема, повелете. Да, фала, благодарам Сузе. Габриела Ѓорѓев, да, наставник сертифициран, како што кажа и Сузе, тренер за емоционална интелигенција. Прво, добре дојде и добро утро и од мене. Добре ве најдов. Можеме да ја тренираме емоционалната интелигенција кај децата, Како што се тренираме, можеме и емоционалната интелигенција. Да. Педагог во секој случај, мојата учителка е центарот каде што ја развиваме емоционалната интелигенција кај дечиња, работиме со дечиња од до? За наставниот материјал работиме со дечиња од прво до петто одделение, емоционалната интелигенција од 6 до 14 години. Тие две нешта ги раздвојуваме. Да. Да бидеме јасни. Наставниот материјал, се што и емоционалната интелигенција. Ајде малку ќе позборуваме и за наставниот материјал. Што е она што го нуди центарот од ваша страна, мојата учителка? Што треба дечињата да совладаа за да дојдат до полесен и побрз резултат? Вака, кај мене се работи индивидуално. Часовите се индивидуални затоа што секој детенце си има свој ритам, своја структура, секој дете учи на различен начин. Сите сме различни. Да, значи затоа се одлучив за индивидуална работа, да видиме кој пристап најмногу му одговара, некој учи повеќе со цртање, со бојње, си правиме разни техники и ги откриваме и можеби талентите кај нив, ако некој друг не ги видел? Да. Сето тоа низ учење, гледам некој дете има многу талент за цртање, па го негуваме тоа, им кажувам и на родителите. Гледам секојдневно сум со нив, да се насочат на тоа што го сака детенцето. Одлично. И кои потреби ги има. Да, тоа е многу убаво кога гледаме и можеме да развиеме техники нели на учење, да го совладаат учењето, затоа што сите знаеме, па како вели моето дете, па и оние што имаат сите петки не им се оди на училиште. Да. Да се насмееме малку, меѓутоа да, многу е принципот нели на учењето, како тие да дојдат да ја земат книгата, за да ја отворат да ја читаат, тука сте вие да потпомогнете како ќе ги насочиме, многу важно, да. И дека е многу важно сепак нели знаењето и учењето и да читаме книги. Без разлика на технологијата која што не обкружува на секој чекор, за жал некако таа навика се повеќе се отфрла во време на дигитализација, ретко сега дечиња и лектирите едва и да седнат да ги читаат. Знам дека е тоа така, меѓутоа па како велат се во свое време, ако ништо друго се едуцираат преку на друг достапен или начин. Сепак е едукација се во животот. Да, и затоа јас често му кажувам, кога веќе ги користите и телефоните и дигитализација, барем правете нешто, истражувајте нешто што ве интересира, било авантура, било што, често се смееме на Google Maps, шетајте, видете кој каде, барем за нешто корисно да се искористи таа дигитализација. Така е, убаво кажа. Сепак сме тука ние родителите кои што треба да имаме контрола над сето тоа што прават децата. Што прават и што имаат можност, што се име достапно нели преку технологијата. Ајде сега малку да ќе зборуваме за она и за што сме тука, за емоционалната интелигенција кај децата. Дали тие ја поседуваат од онаа возраст за која што зборуваме, нели работиме со дечиња од 6 до 14 годишна возраст и на каков начин можеме да ја развиеме емоционалната интелигенција? Ние претходно зборувавме, меѓутоа опфаќавме и теми за нас и повозрастните, колку тоа ни е потребно. Меѓутоа за да дојдеме ние до степен за да појдеме на психолог, сигурно дека сме ги потеснувале емоциите од детството, па затоа треба да ја развиеме на време за да немаме проблеми понатаму во животот. Повели да ни објасниш. На сите им кажувам, колку порано се почне, толку подобро. Предпоставувам. Еве, јас имам керкичка 3 години и многу често секој ден доаѓа од градинка, покрај основните прашања, што јаделе, што пијале, како си играле. Ја прашувам, што те насмеа денес? Дали нешто те растажи? Цело време да ги потенцираме тие емоции. И многу често знам, например, еднаш месечно ја прашувам, што те прави среќна? Зошто си тажна? Кога мама е среќна? Кога мама е тажна?
за да знае дека и нас ни се случува сето тоа што и нив му се случува и да ги потенцираме од многу мала возраст емоциите. Да, ако дојде момент да пушти солза, нека се пушти солза, така, нека си ја покаже својата емоција. Претходниот пат зборувавме дека неретко викаат немој да плачеш, машко си, немој да плачеш. И тие машки се денес затворени. Затворени, не им се дозволувало да ги искажат емоциите. Тие се тие машки што прераснуваат во што разговаравме долу, во нарциси, во манипулатори, јас често тоа го користам, меѓутоа затоа што знам дека има луѓе кои што навистина се соочуваат со нив во текот на животот. Тие постоеле и порано, меѓутоа не сме ги нарекувале така, туку жените или велеле дека мора да се слуша него во минатото, мажот е главата на куќата и така натака, меѓутоа тоа не било така, тоа сега има стручни термини, нарциси, манипулатори, затоа што не им била доволно развиена емоционалната интелигенција и затоа тие понатаму во животот стануваат тоа што стануваат, понекогаш па и не треба и да ги обвинуваме дотолку затоа што тоа е средината во која тие живееле и раснеле. Јас како мајка на машко дете и ден денес на 14 години си го разгалувам на мој начин како што си знам, меѓутоа си ги покажувам своите емоции кон него, а како машко тој ако не сека треба да ги покажуваш да гледа дека нормално е сето. Дека е сето тоа нормално. Или јас кога ќе сум лута, мама извини лута бев, нормално е. Тоа е процес во себе, не само не можеме нонстоп да бидеме насмеани. Што е потребно, на каков начин ја развиваме емоционалната интелигенција кај дечињата од оваа возраст која што доаѓаат кај вас? И во учењето е многу важно. Зошто? Затоа што дечињата се isfrusтрирани. Немаат концентрација, немаат самодоверба и сето тоа влијае на учењето. Го забележувате. Значи, кога ќе легнат тие емоции, кога ќе работиме на самодовербата, веќе мозокот подруго се фокусира. А зошто ја немаат самодовербата? Од која причина? Дали од дома што можеби нешто им се вели не може што? И дел од дома, но и живееме во такво брзо време. Или на пример на дете да му се каже се извинувам, зарем тоа ли не можеш да го научиш, колку е лесно. На таков принцип му се се разговара со детето. И самото време што живееме, споредби, социјални мрежи, се споредуваат, па јас можам, јас не можам. И кај мене, најпрво работиме на тоа. Значи, ја детето не го гледам само интелектуално како целина, туку и емоционално. Кога, како што кажав, ќе легнат тие сите емоции. Некогаш прекинуваме со наставниот материјал, го гледам, се дешава во пракса, детенце плаче. Знае, ама плаче. Нема ништо да направам, единица ќе добијам, ништо нема да направам. Се треси. Затвараме книги, значи, знаењето е знаење, ќе се научи. Да сработиме на тоа. Имам огледало кај мене. Пишувам можам, застануваме пред огледало, да се слушнат самите себе дека можат, ќе го направат тоа, да веруваат во себе, па веќе потоа се враќа концентрацијата, фокусот и многу полесно доаѓаме до учење. Да, многу е ова што го слушам, да, на интересен пристап и начин, сигурно да, тоа нели со оглед затоа сте и секој час сертифициран тренер. Секој час и така почнувам, и со нови дечиња и со постојаните. Како си поминале на училиште, што се случило, не одма. Што најмногу им се случува на дечињата во училиште? Од што најмногу имаат поплаки, вака да прашам? Демотивирани се. Добро. Од кого најмногу? И наставници. Не случајно го прашав ова, затоа што забележувам, за жал, во последно време, дека нека не ми замерат наставници, не сите нормално, не можеме апсолутно да ги ставаме во исти кош. Меѓутоа, знаат, јас забележувам дека тие не ги мотивираат дечињата и дека оние за кои што ако не се заинтересирани за предметот, тие па уште повеќе не се заинтересирани да ги заинтересираат. Така да се изразам сега. И тука добиваат демотивација, блокада, не го сака, не го учи, а знае, не дека нема. Денешниве деца се многу паметни. Не сите може да им извлечеме знаење, доколку и желба имаат. Така. Само да се посвети на нив да се стои, што викам јас, затоа индивидуално работам. 60 минути се учи и се стои над нив, па ќе го извадиме тоа од него секако. Еве во минатото и Сузе може да ми потврди затоа што ако наставникот има пристап кон нас онака како што ние посакуваме, без разлика што и да ни предава, јас биологија никогаш не сум имала наум дека ќе ја засакам биологијата, но сум ја засакала токму поради мојата наставничка, како гледа во моментов, ќе се ја поздравам од се срце, наставничката Дука по биологија, затоа што таа го имаше тој пристап кон нас, како да ние сме цел живот
заедно со неа го немавме тој страв, но имавме желба да учиме, Да, затоа што засакаш, предавањето на начинот на кој што таа Ете тоа го така. правеше беше Да. на многу специфичен и преубав начин. Меѓутоа така треба да се сите, и ако погледнеле наставниците дека за некој предмет не го бива, така да се изразам, се ангажираат Да за најде него. Да го начин, охрабриш, техники, да го да. мотивираш, Така, да, а се не да го наоѓало, критикуваш, да. да го понижуваш. Да. Меѓутоа, нешто во последно време забележувам, нели, од нашето искуство кое што ние си го носиме, сега секое време си има нешто свое, но забележувам дека нема мотивација. Дали ќе се согласиш, конкретно со Нема, мене, децата. не ги мотивираат. Да, за да се го Воопшто. засакаат нивниот предмет. Дали И не го хемија, сваќаат физика? тоа како обврска, одат на училиште со таков товар, тежина, Да. не сакам да одам. Так, одбивност. Сите. Значи, Грото да сепак ги земам сите 90% се дечињата. жалат од образовниот процес, поточно и од самите некои. Наставниот материјал му е доста обемен Обемен, да. и за малите Ама и ние дечиња. тоа како родители го забележуваме кога ги отварам книгите, колку датуми треба да се запомнат, колку и си велам дали ние ова сме го имале порано. Како и претходно што Да. разговаравме за бавиштето им е скратено. Скратено, Веќе да. овие прво одделение требаше да бидат за бавиште како ние што одевме, тие се премали 6 години, идат кај мене ми вика има играчки да си играме. Ете. Не се свесни дека во се клупа научилиш. треба да седат да учат, Душички. а од друга страна премногу товар за прво одделение и премалечки се не може да се снајде. Дали и тука може да има проблем со емоционалната интелигенција, затоа што од премали нозе тие веќе се соочуваат со училишните Па да, клупи и многу- тука некако блокада може Да, би имаат да, на да, да, емоциите да. и се во еден вакуум во кој што не знаат како да се изразат и Најнаш што треба да од прават. игра се префрлаат на учење, на ранчиња, на клупи, на се и тотално се преоптоварени. Ајде сега за малку и за начинот на кој што ние можеме да допреме до нив и да само да погледам како ни поминува времето на вакви теми сузе многу брзо. Да. Брзо, да. Да ги искористиме еве последниве минути. Како ние можеме на најлесен начин и како родители пред се прво, како еден совет од тебе, меѓутоа и доколку ние не успееме како да ја развиеме, која што е многу потребна за понатамошниот тек во животот, за да не се создадеме во лоши луѓе, да бидеме добри емоционалната интелигенција кај дечиња. Често родителите доаѓаат и така, како исплашени, детево не знае, нема концентрација, што се случува, а сето тоа е од внатре, како што кажав, емоциите, немаат самодоверба и сето е поврзано. Значи, кога ќе порасне самодовербата, кога јас ќе го извадам тоа, него можеш, на секој детенце, можеш, ајде ти си мудро, Успеваш во памет, тоа, во твојот центар, Да. многу Да. ми е тоа драго, да. Ти си паметно, мудро и сакаат децата да бидат видени, да Така. бидат слушнати. Затоа и го отворив овој центар, гледајќи што се случува, која потреба имаат дечињата, за да работам како целина и покрај наставник и се сертифицирав за тренер за да ги спојам сите тие работи да излезе едно дете комплетно од кај мене, колку што можам давам се од себе Така и е. емоционално и интелектуално. И да ги забележиме оние таленти кои што тие се ги имаат во Да. себе и нивниот глас ние како родители да го слушнеме. Дечињата сакаат да бидат и да не видени, се спротивставуваме слушнати. толку Да, во оноа време во кое што живеат, дали во модата што сакаат Да. да си носат, каква музика сакаат да Не се е лесно слушаат, време ни за знам. родителите, ни за дечињата, премногу стимули имаат надворешни, брзо темпо, брз живот, информации, преоптоварени се. Затоа Но сакаат домот треба да им биде една голема сигурност и една топлина Да, кога ќе да, ние отворат не можеме вратата. да го смениме Да. тоа, но можеме да ги насочиме Да и знаат дека имаат како да кој ги да ги- пуштиме во ете така. светот, да. Да знаат дека има кој да ги заштити, Да. кој да им помогне понатаму во животот, меѓутоа како што кажав, во ова време доколку ние не успеваме, еве вашиот центар, колку број дечиња, кога ги гледате резултатите, имате насмевка на вашите лица Да. затоа што сме ја развиле таа емоционална Веќе интелигенција. 2 години имам поминато колку 6 групи со дечиња. Да, сега се отворени уписите за новите новата програма за емоционална интелигенција. Како да ви сконтактираат сите оние кои што сакаат дечињата во ваше На раце? Инстаграм, на Да Фејсбук, ги таму и препуштат. телефонскиот број слободно во порака. Мојата учителка. Да, мојата учителка, да, Инстаграм профилот. А колку тоа мојата
звучи онака за да веднаш ве прифатат, мојата учителка, да. Тоа ми Оди беше- мека и мојата учителка. Па да, така како некој псевдомин остана Отлично, мојата да. учителка и да, ми беше интересно и така го крстив и центарот. Убаво е секогаш кога зборуваме за дечињата и како да ја развиваме и емоционалната интелигенција кај нив и секогаш добре дојдени сте ни, па може и со практика никогаш и зошто да не да погледнеме како вие Да, работите таму да. кај вас и на каков начин. Благодарам што беше дел од утринската Ви програма. благодарам и вам на поканата. Габриела, благодарам и јас. Ви Среќни се тие благодарам. деца кои што имаат можност да видат во ваше обкружување.